Почитувани гледачи, добро вечер. Во последното за оваа работна недела издание на Аргумент Плюс на надворешно политички план деновиве неделава беше навистина многу богата, па сите тие случувања, вклучително и со случувањата поврзани со собирот во Давос, кој што е веќе традиционален, и собир на светскиот политички економски джет сет, вечерва ќе ги анализираме со надворешно политичкиот коментатор Љубомир Гајдов. Гајдов, добро вечер и благодарам што ја прифативте поканата. Благодарам. Како завршница на неделата, едно резиме на овие богати и многу случувања на надворешно политички план, во кои што трпиме влијание и ние, се разбира, ако не во моментот, во перспектива се разбира. Одиме со Давос, кој што е центар на светот и оваа година, иако повеќето можеби дојдат да продефилираат, меѓутоа повеќето за да испратат порака, да се видат во друштво на влијателни личности. Како го доживеавте Давос? Па не дојдоа другите двајца супермени, Си Џинпинг и Путин. А Трамп беше, као секојаш кај се појави, сензација. И она што се силеше со недели дека ќе го анектира Гренланд, дека Канада ќе биде 51 американска држава, ќе се истовари на Куба, во Колумбија, каде не све, доживеа нокаут. Европјаните прв пат на Америка е рекоа не. Данската премиерка упорача на Трамп: ако се истовари на Гренланд, тоа е крај на НАТО. И едно време се израдува во една емисија, кажав дека тоа е добро за Македонија, нема да мораме да плаќаме 5% во буџетот на Пентагон. Зашто нам не ни е како членка на НАТО, така. Нам веќе не ни е потребен НАТО, зашто имаме договор за стратегиско партнерство со Америка. Меѓутоа, ако виде тврдо господинот Трамп, се повлече, што не е изненадување. Денеска вели едно, поруче вели друго. И затоа не треба многу сериозно да се земе тоа што зборува, меѓутоа не треба да се заборави тоа што зборува. Така, добро го анализираме и поведението на Трамп, еве точно околу овие со Венецуела, исто нема завршница, само отвара, како да кажам, теми, прашања, ајде да не ги наречам жаришта, политички, меѓутоа се недозавршени. Еве и чудно е ова, после средбата со Марк Руте, генералниот секретар на НАТО, дојде до промена на неговиот став, па дури ја повлече она изјава околу 8 држави да се соочат со покачени царински давачки. Сега требаше од 21 месецов да стартува тоа, па ја повлече и таа одлука. Што се случи во меѓувреме? Што пишуваат светските написи? Имам амандман. Одлуката не ја промени после Марк Руте. Марк Руте е чиновник кој што ги загуби изборите во Холандија и таков еден осакатен политичар Бајден го тури генерален секретар на НАТО. Но да сепак моќна организација, прв човек влијателна, да. Се знае кој решава, Америка. Меѓутоа, Трамп го промени јавно својот став, зашто европјаните, начело со Британија, Франција, Германија, му рекол стој. Испратија своја војска на Гренланд, така. Символично, така. Ама му дадо на знање дека ќе го бранат Гренланд од Русија и Кина, а Русија и Кина не се заканија да се истоварат на Гренланд. Трамп се фалеше деновиве дека решил 8 војни, меѓу кои војната меѓу Србија и Косово. Ја не знам дека имала војна меѓу Србија и Косово. Ама му оставам тоа на неговата соета. Трамп има обсесија да добие Нобелова награда за мир. Така. Ама никош изгледа нема да ја добие, зашто следната етапа му е Иран. Зошто Иран? Зашто тој стана председател на Америка со парите и влијанието на еврејското лоби во Америка. А на еврејската држава Израел најмногу и пречи Иран. Меѓутоа Иран не е играчка, Иран не е Венецуела и Мадуро.
Иран е скоро 100 милиона нација, покрај Кина најстара држава во свет, со пауза од 12 години, кој бил наму на гости Александар Македонски. Огромна војска, многу спремна војска, страшно вооружување. Па гледате, кога Страшно чувство за државност, така ете и тоа го невиден национализам, национализам, да. невидено домолюбје, што викаат Хрвати. Меѓутоа, кога Путин ја нападна Украина, првите дронови кој му ги даде? Иран. А сега Путин прави илјадници дронови на ден. Значи, тоа што Путин, како Хитлер, што сака прави, и Трамп мисли може да прави тоа. Така. Ама Трамп нема против себе само Русија, тука и Кина, тука и Индија, тука и Бразил. Така, за годинава се најавени еве 2 средби со Си Џинпин сега во април и на есен некаде, возвратни посети ќе има, така е најавено, ако се реализираат. Ама зошто? Зашто најголем проблем на Америка е доларот. А БРИКС, начело со не со Путин, туку со Си Џинпин, прават дедоларизација. Значи, тргуваат меѓу себе со национални валути. Значи, доларот го тураат на страна. И тоа ги боли американците и затоа има уплав Трамп. Така. И да завршам. Да, ајде, повелете. Кога на постдокторски студии во MIT, во Бостон, отиде професорот Љубомир Кекеновски, кај тие шампионите што го направија сингапурското чудо, па кинеското чудо, па индиското чудо. Ние тие луѓе ги одбивме да дојдат да помогнат Македонија да стане чудо. Македонија има шанса да стане Сингапур, ама трите најважни елементи на развојот на земја, што советниците на машинскиот инженер Мицковски не му ги кажале, вода, храна и енергија, ние ги занемаруваме. Увезуваме милиарда евра храна, 500 милиони енергија увезуваме. Наместо проектот француски долина на река Вардар, да направиме 12-15 хидроцентрали и да бидеме извозници на енергија. А што е најстрашно, единствено нешто што имаме е реката Вардар. Таа река Вардар им ја даваме на грците бакшиш. Слушам вчера и денеска се фали премиерот дека на странците им понудил 3 проекти. Така, во Давос, нели, беше и македонска делегација Чебрен, од Галиште, премиерот, да. Разговарано е. Бошков Биле мост. представени потенцијалите. Бошков мост е промашена инвестиција уште време на Тито. Ако требаше, ќе го направивме тогаш. А што се однесува до Чебрен, тој оди по стапките на бившиот премиер, како се викаше, Заев, Ковачевски, кој што со грчкиот премиер Мицотакис јуниор потпише договор за Чебрен за 800 милиона евра, а таа брана чини 200 милиона евра. Значи, докрадат по 300 милиони евра, што не е шала. Значи, се уште перпетуирана таа тема да оди со брзата, така наречена пруга по Вардар, а ја тоа имам по интуиција дека тука се грчките прсти замешани, пошто ние нема да им дадеме на грците 100% од реката Вардар, туку само 10% според меѓународно право. Но ве сметате и велите, ако се подпирате на интуицијата, дека нешто се случува во тој дел со грците. Нема ништо без пари, како викат американци, ручек без пари нема. Така. Да се вратиме на Трамповите амбиции за формирање на овој фонд за мир. 19 од 35 поканети ја одбија поканата и тоа говори нешто. Трагедија. Така. Некои велат дека треба да е субститут на Обединетите нации, а Трамп доживотен председател. Еве, дали тоа е невиден работа, тоа ни во Библија не пишува. Трамп сака сам да се именува за паралелна организација на Обединети нации. 2006 година во Шангај,
не на вечера им реков на лидерите. Со погрешната американска глобална политика нема да се чудам ако еден ден Обединети нации од Њујорк дојдат во Шангај. Тие беа стаписани, еве шансата. Зашто трите големи сили, Америка, Русија и Кина, го пензионира Совет за безбедност као светска влада. И сега треба сега нешто ново, така? А он прави ново, така. Што прави Одбор за мир. И да ви кажам, многу ми е смешно, лево седи од Трамп, бугарскиот премиер во оставка. И тој подпишува, Жилјасков, така. Така му беше името, и он подпишува во име на Бугарија, а он е ВД, премиер, не е ништо. А неговиот шеф титуларен, Радев, Но денес он се повлече нели од функцијата, па се извини на нацијата што и тој е виновен што ваква Бугарија станала. Не заборавите дека Бугарија каква таква партал држава, се извинувам на изразот, доби добро, Шенген зона, сепак доби да водиме сметка што нели изрази се. Шенген зона, доби еврозоната. Така. Значи, фон дер Лајен, баронесата, беше пред некој месец во едно село во Бугарија, кај што има фабрика за амуниција, 6,5 милиарди евра Бугарија продава за Украина. Затоа Бугарија е милениче, а ние сме од сиропиталиште. Така. Некаде слушнав, еве има светски анализи, емисии, пишуваат весниците, велат дека не дај Боже наредна точка или слично на Украина би можело да се случи и со Канада. Како ги резонирате ви овие најави и можности? Канада инаку вчера се иззема од ова да биде дел од овој одбор за мир или како да го кажеме, иако тој беше првенствено за Газа, сега никој веќе не ја споменува Газа, туку се споменуваат членови кои што би биле постојани, тие биле и тие што би плаќале по 1 милиарда долари за учество и како непостојани. Македонија не доби покана. Не знам дали да се радуваме или да плачеме или да жалиме. Тоа е голема шлаканица за премиерот, кој се фалеше дека е прв пријател со американскиот државен врв. И на неколку метра од него во Давос подпишуваат сите, освен ние. Подпиша албанската председателка од Косово. Османи. Османи, да. Подпиша од Европа бугарскиот премиер во оставка, подпиша Орбан стандардот, мостот меѓу Путин и Трамп. А нашиот премиер не дојде тамо, затоа што него ЕСАПАТ немаше ни една голема средба. Ни една голема средба. Се фали дека бил на панел со американскиот секретар за енергетика. Тоа ништо може ходник да го потегнеш за раковите, да се сликаш на телефон. Меѓутоа, македонските политичари нигде не ги примаат и никој не ни доаѓа овде. Ние сме тотално изолирани заради тоа што немаме концепт на принципиална политика. Добро, но еве кога станува збор за стратешкото партнерство со Соединетите Американски држави, кога беше моментот дека сме временно исклучени од издавањето на иселенички визи, министерот за надворешни работи и надворешна трговија Муцунски и премиерот излегоа и кажаа дека треба да сме трпеливи, дека за скоро време ќе дојдат позитивни вести баш во овој дел на визната политика на Соединетите Американски држави кон нас. Некои врвни американски дипломати и новинари што ми се пријатели, што дамна ја в едно време дописник од Америка, ми рекоа дека американците као држава немаат проблем со македонците. Имаат проблем со македонските албанци. Таму доаѓаат и исчезнуваат. Таму има сериозно лоби албанско и Америка не ќе да дозволи, зашто као што в Британија британската разузнавачка служба рече, па и Трамп рече, и Макрон рече, најголем проблем имам со албанската мафија. Пазите, интелигент сервис, што според мене е најопасна разузнавачка служба во свет, и пред СИА, и пред КГБ, и пред МОСАД, тие се жалат на албанската мафија во Британија.
Но еве, дали верувате дека некаков позитивен одговор ќе има од САД, не за овој момент сега со ставањето малку на страна или подмирување или пауза, како да ја наречеме, со исцеленичките визи, со она другото што се очекува за безвизна политика на САД кон нас? Или сметате безвизна дека политика ние нема нема тоа да за добиеме сега долги шанси? години, а туристичка виза, Тоа и натаму се новинарска постои виза, така новинарска за... виза Да. и виза. И студентска виза не е проблем тоа се Тие си мали број, постојат така, мали тие бројки и се. сега си се во оптек, мислам. Значи, да. Америка е голем пријател на Македонија, па Америка, што рече амбасадорката, што му рече Назаев, кога го предложи Фрчковски за амбасадор во Вашингтон. Многу сте ја навредиле Америка, што во Вашингтон праќате атентатор на Гливоров. Тоа не е шала. И што направија Заев и компанија, го предложија и го пратија во Нев-Йорк. Во И делот оттаму за го консуларни вратија. И работи оттаму во го Обединетите вратија. нации, да. И оттаму го вратија. Добро, рековте атентатор, но не знаеме со сигурност, тогаш беше Фрчковски министер за внатрешни работи, но да не се враќаме толку назад. Во историјата да продолжиме со ова. Еве, денеска читав изјава на претседателката на Европската централна банка Кристин Лагард, која што вели дека факт е дека пред нас се случува нов светски поредок. Може ли да се пофатат контурите на тој нов светски поредок? Кога на 20 јануари 2017 беше прв пат инаугуриран Доналд Трамп, тој велеше, ја ќе направам нов светски поредок, на англиски, New World Order. На една конференција во Охрид ја рекол, он ќе направи New World Disorder, неред, хаос, и тоа се случи. Меѓутоа, нов светски поредок кој направи БРИКС? Бразил, Русија, Индија, Кина и Јужна Африка. Тој новиот светски поредок што веќе го мрда светот. Имаат огромни пари, имаат огромни ресурси, да не говорам човечки потенцијал, и од тоа Америка сега, Трамп, се обидува преку Путин да му се додвори на Си Џинпинг. Што рече едно време? Ке му ставам тарифа 45-50%, Така, да. па 140%. А што вика Си Џинпинг? И ние ке му Ќе направиме. возвратиме реципроцитет. А да. пазите, кој плаќа тоа? Американскиот граѓанин. Ако дигне тарифа 10, 20, 50 за влез во Америка, кој плаќа? Американски граѓани. Значи, Трамп за инат и за својата суета го казнува својот граѓани. И на крајот, во Америка деновиве на сите анкети, катастрофа, тоа што се фали дека најголем направил подем во економија, се те викаат не уништи. А да не говориме за другите работи. Паднате довербата во Трамп, така на Плаќа сојузна војска во демократски овие држави. така. Таму е лом, загина ја утепа една жена со 3 дечиња на правда и на Бога. Така. Трамп пред некој ден изјави дека сега за време на овие среднорочни избори што ќе се случат на есен, за Конгресот и за Сенатот, дека очекува да победат демократите и за гувернери, очекува да добијат демократите и очекува да се соочи со импичмент, нели? Но еве вие имате една интересна теза, сакам и тоа да го прокоментираме, водејќи се од амбициите на Трамп и за трет председателски мандат, иако тоа не го содржи Уставот на Соединетите Американски држави и секако за Нобелова награда за мир да добие. Но велите дека ќе се обиде да изведе по Нобелова награда може да каже само Баба Ванџа. А за трет мандат има една финта што ми ја кажа американците деновиве. Така? Ова е сценариото. Трамп да го наметне како председател неговиот подпредседател Джей Ди Венс, па Джей Ди Венс да се разболи и подпредседателот Трамп да стане председател. Тоа е феноменална досетка. Ама ќе видиме. Така.
значи не е можно Не е да далеко од се памет, некој не е да се далеко од памет. така. А денеска на неговата социјална мрежа Труд можевме да видиме исцртување на нови покриени со знамења територии на американскиот континент. Канада е тука, Венецуела и кој беше уште една Гренланд држава. Па повторно прошета по нервите на Амандман имам. Сега гледавме заедно дека Трамп му кажува на премиерот на Канада и ја отповикува поканата и он да дојде во одборот за мир. Кога тој, премиерот на Канада, премиер, вчера ќе да одржи феноменален говор, одмерен, ама го направи американскиот претседател помал од афионово зрно. Има ли кој да го скроти американскиот претседател Има. во неговиот тимеве, да речам, бидејќи има сега и такви некои сознанија? Од позадина, со него владеат тие лидерите на еврејското лоби, што го донесува таму. А ако ќе те донесе во седло, може да ти прави што сакаш, као во куклен театар. Меѓутоа, ако се забележале, многу јак човек е државниот секретар, син на бегалец од Куба. Тој е бивши сенатор од Флорида, а Флорида е многу сериозна држава, што многу влијаеше да победи Трамп. И мислам дека и тој, тој, кога беше надпревар кој да биде претседател на Америка, тој на тие дебати кај републиканците беше супериорен во однос на Трамп. Тој е многу тврд човек. И мислам дека тој исто кандидат или само кандидат да биде претседател на Америка, а пазите, државен секретар е сериозна фигура во Америка. Посебно таков човек. Зашто функцијата не го прави човекот, туку човекот ја прави функцијата. Дали е функционална или е само парадна. Така. Еве некои си го поставуваат прашањето дали во Енкоридж се реши судбината на светот во автомобилот на Трамп. Што би кажале вие на тоа? Честитам, ова е прашање од $1.000.000. Кога дојде Трамп во Енкоридж, јас сум бил таму е 50-0. Трамп го дочека на пистата и на очиглед на сите имаше директен пренос, го внесе во својот автомобил. Тие 20 на минути од аеродромот до хотелот се реши судбината. А според мојата интуиција, што рековте преска, Путин му дозволи на Трамп да го киднапира Мадуро и пазите, кубанските телохранители сите беа испотепани, а руските специјалци што исто така го бранеа исчезнаа, нигде ги нема во последен минут. Значи договор. Договор, да. А што е, нема ручек без пари, значи да го направи Трамп тоа да си го спаси образот што е загуби војната во Украина, он дозволува на Путин да прави што сака во Украина. А што значи тоа? Да го затвори Црното море, да ја земе Одеса, кај што стално тврди тоа е руски град, и да ја направи Украина како Македонија континентална држава и да им го земе Донбас, што уште не го освоил војно. Така. Донбас сега се наоѓали во преговорите што сега се водат трилатерални. Имам уште еден амандман. Кутриов, Зеленски вели 90% е завршено. Ништо не е завршено, што тие две работи не се завршени. А што е тоа? Донбас и нуклеарната термоцентрала. Термоцентралата, да. Очекувате ли брза разврска, иако надежите се мали во пресет на оваа трилатерална средба во Абу Даби меѓу САД, Русија и Украина, дека нешто би дошло до помрднување на тој план? Во насока на мир. Да не заборавиме дека Путин е голем играч. Тој со ирански и турски дронови ломги направи овие кутриве војници во Украина. Донесе десетина илјади севернокорејанци, ако видовте, што се многу жесток војнички кадар. Така што ако каже Путин не 100.000, 2 милиона ќе му прати тој талентот од Северна Кореја.
ама Путин внимава неговите луѓе да не кинат. И оди милиметар по милиметар ги дроби. И критиката што му ја даваат деновиве и од исток и од запад, Хитлер вика ја загуби војната за 4 години, а Путин уште тера, еве на 20 Ќе биде 22-3 февруар. Така, мислам да. дека на 24 февруар, да. 22 февруар, 24. 4. Значи 4 години ќе доја сега, што е срамота за Путин, ама тој гајле нема. Тој има своја програма и ја тера, зашто него му е важно тој да го освои источниот дел на Украина, каде што се фабриките и рудните богатства. А другото е ливада. И ако сум бил дописник од Борба Москва, за минерали. возите од Москва до Брянск и потоа натаму ливада, рамно. Никакво значење нема за Русија. Така. Русија има територија до Тихи океан. Така. Гајдов полека да се спуштиме во регионот, рековме за стратешки партнер САД. Сите земји посакуваат да се стратешки партнери од регионот со САД. Сиромашните држави, малите држави треба да се приклонат некаде, тоа е очекувано. Еве околу нели американската поддршка и колку ние сме го привлекле нивното внимание, барем за сега Македонија ќе видиме, но еве Желјасков, како што рековте, вчера седеше до Трамп. Вчера имавме информација од Албанија која што дојде дека ќерката на Трамп Иванка е на вечера со албанскиот премиер Рама околу нели островот војната база. Еднакво 4 милиарди долари инвестира фамилија Трамп таму. Фамилијата Трамп, да, инвестира таму. Тоа не е шала. Огромен износ на средства. Ма гледате, таму Америка направи голема војна база. Затоа е многу важна Албанија за Америка. Некаде не сме слушнале на друго место во регионот да биде пројавен интерес, американски интерес или од семејството на Трамп, да речеме. Сакаше зетот, сопругот на Малава Трамп, Иванка, да прави од бившиот генералштаб во Белград голем хотел и трговски центар. И се побунија студентите и експертите и тој Кушнер рече: ја сакав да направам тамо голем проект за големи пари, ама штом се буни народот, така има отпор, така. Не можам да додам против волјата на народот. Фантастична изрека, не е лицемерна според мене. Така. А сметате дека ова со Албанија и како можни инвестиции во иднина очекувате ли да повлече ова инвестиција првична на поранешната воена база на Албанија, да повлече и други американски инвестиции? Самиот факт дека бидејќи се извинувам, значи често биле брачната двојка Кушнер, Иванка Трамп. и Кушнер, дека често пати биле гости во Валона конкретно. Видите, Америка е сериозна фирма. Та има визија и стратегија да го освои целиот свет. И да не му е оваа четворкава главна од БРИКС, тоа ќе го направеше Трамп, се залета многу. Ама тие му имаат товар ставено на нозете, го држат на земја. Меѓутоа, овие маливе земји, као што се овие на Балканот, што значи милиарда и 400 милиони долара, па тоа е огромна пара, огромна пара. Тоа ќе биде нови работни места, нови, како се вика, енергетски извори, нови, како се вика, материјали. И она што е најважно, пругата што треба да се прави од Драч до Бургас ќе проработи. Затоа што нашиот заменик премиер, што се фалеше едно време, ја нема да дадам 500 милиона евра во пругата кон Бугарија, кога тие пари ќе ги дадам во коридор 10. Па го добиш лаканица од НАТО, веднаш рече дека тунелот ќе го направиме со бугарите. Зашто на американците се подпиша и договори така за брзо време. Американците им е важно исток-запад, од Драч до Валона, до Бургас, да има брза железница, да можат они да ги шетаат тенковите и другите војни материјали. Не дај Боже ако треба. Да. Значи тие гледаат 100 години унапред, некои нашиве не гледаат пред носот. Така.
Ние некако полека се движиме до крајот на денешното издание на Аргумент Плюс. Сакам едно прашање за ова. Често знаете да излагувате во јавноста со своји коментари и видувања за образовната политика особено. Што имате да кажете за новата политика во образованието? Секој ден, речиси секој ден, премиерот и неговата другачка, да не кажам министерка за образование, се сликаат во некој училиште и во некоја детска градинка. Како многу инвестираме во образованието. Тоа е невидена заблуда и манипулација. Зошто? Во која смисла е? Еве зошто. Ние двајцата Добро, потребна е инфраструктура, да не. Ние двајца сме дипломирале философија. Да. Ние знаеме дека е поважно паметот него дзидот. Значи, кога ќе чујам дека Мицковски дава 20% од буџетот во образование и министерката прави доедукација своја и на професорите и наставниците, тогаш ние ќе имаме образовна револуција. Никој не ни треба за тоа. Значи, најважно е да инвестираме во развојот. Она вели, ќе им покачиме плата. Не е во платата. Луѓето се недоучени. Толку можат, не се виновни тие, завршиле факултет. Треба да се инвестира во Финска, човековиот во капитал. Финска, Да. што беше најсиромашна земја. Нема негативна селекција во образованието. Најелитните луѓе одат во образование. И сите што се наставници се должни и без пари платени да завршат магистериум по образование. Овој што го ценам невидено министерот за здравство, тој во својата стратегија кажа дека ќе направи академија за школување директори во здравствени институции. Па треба министеркава за образование од него да научи или тамо да се запише со своите директори да ги доучи, бидејќи главен човек во школство е директорот на школото. Поред таткото и мајката на детето. Тоа е образовна револуција. А без таа револуција ние немаме перспектива за напред, бидејќи да имаме економски, одржлив и посакуван развој, треба да има правна држава, правила, треба да има добро образование, добро здравство и тогаш доаѓа на површина одржлив и посакуван развој. Кајде благодарам и за ова учество во емисијата Аргумент Плюс. Има доста случувања, затоа и почесто вака ве каниме да ги проанализираме. Па да не си идам дома, да останам овде. Така е, па и останете, зашто да не. Благодарам на Наш драг поканата. гостин, ви благодарам многу и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.